Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Зоран Заев лаже. Зоран Заев едно зборува, а друго прави, дури и кога во прашање се највисоките државни интереси. Зоран Заев не го интересира ниту устав, ниту закон. Го интересира само власта и функцијата од чисто лукративни причини. Зоран Заев лаже дека никој нема да биде казнет за непознавање и неприменување на албанскиот јазик. Зоран Заев лаже дека овој неуставен закон нема да се применува и во Штип, и во Прилеп, и во Радовиш, секаде на целата територија, вклучително и во Источна Македонија. Во законот јасно стои дека сите судски постапки, управни, кривични, граѓански, како и постапки пред органите на државата, ќе мора да се водат и на албански јазик доколку во нив се појави сограѓанин албанец. Зоран Заев лаже дека ова нема да се реализира, исто како што лажеше на 10 март дека двојазичните униформи и двојазичните пари биле неуставни. Сега Зоран Заев реши ваквото неуставно решение на сила да го истурка за да се додвори на ДУИ. Зоран Заев лажеше и на 17 мај кога ја потпиша изјавата кај председателот Иванов и се обврза дека ќе го гарантира уставниот поредок и нема да се носат закони кои ќе бидат во спротивност со Уставот на Република Македонија. Почитувани, законот за двојазичност, кој Социјалдемократскиот сојуз и парламентарното мнозинство насилно го донесува во собранието, е штетен, неприменлив и неуставен. Законот за двојазичност е во спротивност со волјата на граѓаните на Република Македонија, ставот на експертите, уставот на државата и укажувањето од страна на председателот на нашата држава. Овој закон во поголем број на членови ги надминува уставот и рамковниот договор. На Зоран Заев не може да му се верува. Зоран Заев го доби мандатот благодарение на неговата гаранција дека нема да работи во спротивност со уставниот поредок на државата и нема да го менува уставот. Заев вети, Заев излажа. Зоран Заев е човекот кој ја киднапираше државата и го деградираше правниот систем. Овој човек ги погази уставот и законите само за да ја одржи својата коалиција со ДУИ. Овој закон е неуставен и е штетен за граѓаните. Одлуката на председателот Иванов да не го потпишува е единствена исправна одлука во моментот. Секој незаконски обид за негово законување без потпис на председателот на државата представува кривично дело и сторителот на истото ќе сноси соодветна кривична одговорност. Ви благодарам.